Значи, настано за поводот за кој што сме дојдени овде во Струмица е подготовката на стратегијата за родово одговорно буџетирање. Стратегија која што се подготвува од страна на Министерството за труд и социјална политика и се однесува на инкорпорирање, односно внесување на родовата перспектива во буџетските политики и планирањето, значи за сите буџетски корисници, тука ќе вклучиме владата на Република Македонија и единиците на локалната самоуправа и градот Скопје. Што е нешто до сега и во самата слика и состанокот и работната атмосфера може да се истакне до сега во однос на темата која што е актуелна и затоа сте овде кај нас? Значи, сум изненадена од огромниот интерес што побуди оваа тема и од присуството на сите релевантни институции, значи на представници од сите релевантни институции на локално ниво. Ме радува што отворивме дискусија овде за прашањето за родово одговорно буџетирање, која што всушност представува алатка, една нова алатка, родовото одговорно буџетирање е еден нов концепт кој што ќе придонесе кон унапредување на родовата рамноправност преку внесување на овој концепт во буџетските политики, значи во буџетот на владата на Република Македонија и во буџетите на единиците на локалните самоуправи. Она што сакаме и што го истакнуваме на сите наши разговори со релевантните институции, дека кога зборуваме за родово одговорно буџетирање, не зборуваме за посебни буџети за жени и за мажи, напротив, туку зборуваме за креирање на буџет кој што ќе ги одразува приоритетите и потребите подеднакво и на жените и на мажите. Значи, на почетокот кога започнавме да работиме на оваа прашање, се појави отпор од сите оние кои што ги носат одлуките, зашто бараме посебен буџет, односно посебни пари за активности за жени, но кога како што тече времето, сваќаат дека всушност внесувањето на овој концепт во буџетските политики и во стратешкото планирање всушност даваат приоритет на подеднакво приоритет на потребите на жените и на мажите. Жените и мажите имаат различни потреби, различни приоритети во заедниците, па затоа, значи, кога се креираат програмите кои што ќе бидат приоритет на една влада или програмите кои што ќе бидат приоритет на една локална самоуправа, треба да ги земаат интересите, потребите, приоритетите на сите граѓани во заедницата во која што живеат, без разлика дали се тоа жени или мажи. Добро, родово буџетирање во асоцирана вечето прашања за дискриминација и права потполно и на женски и на мажки пол. Сметате ли дека веќе кога е ова новитет, дека тоа добро ќе се прифати, ќе се применува и ќе биде практика? Се надеваме дека ќе стане практика, а значи е потребно време. За воведување на секој еден нов концепт е потребно време и ќе бидеме задоволни ако направиме еден чекор напред. Значи, првиот чекор напред е усвојувањето на оваа стратегија и прифаќањето од страна на сите релевантни институции на национално ниво и на локално ниво. Она што го очекуваме, исто и е дел како стратешка активност во рамките на оваа стратегија е измена на буџетскиот циркулар и на законот за буџети, каде што ќе внесеме родовата перспектива. Со внесувањето на родовата перспектива во законот за буџети, тоа значи автоматски предизвикува измена на буџетскиот циркулар кој што се испраќа до сите буџетски корисници при подготовката на буџетите за наредната година. Значи, со самото внесување на родовата перспектива во буџетски циркулар, сите министерства и сите единици на локална самоуправа ќе мораат да прават родово-буџетски анализи кои што ќе не донесат до нашата посакувана цела, тоа е внесувањето на родовиот концепт во буџетите и стратешкото планирање, односно до недискриминација или исклучување на жените од општествените текови. Дискриминацијата е вечна тема, значи не може да се искорени, но меѓутоа може да се намали низиниот обем. Веќе до сега од разговорот се почувствува кои се бенефициите од овој новитет, меѓутоа еве како посебно прашање да ги направиме како главни бенефиции од оваа новост половно буџетирање. Значи, една од бенефициите
кога зборувам за значи креаторите на политиките, затоа е владата и единствено локалната самоуправа, е нивното транспарентно работење. Значи транспарентноста е еден принцип кој што го дава всушност внесувањето на родовата перспектива во буџетските политики, затоа што ќе се креираат транспарентно буџетите. Јас морам да ја пофалам овде општина Струмица, бидејќи општина Струмица е општина која што преку форумите на заедниците работи токму на принципот на родово буџетирање, иако не беа свесни дека на тој начин всушност доаѓа до родовото одговорно буџетирање. И токму таквите форуми на заедници каде што се собираат граѓаните без разлика на возраста, на полот, на етничката припадност, значи на религијата и дискутираат сите заедно овде со оние што ја креираат политиката, дискутираат за нивните потреби и приоритети. Тоа е значи сведено на жени и мажи, тоа е родовото одговорно буџетирање. И овде, значи, токму соблюдувајќи ја оваа отворена работа на општина Струмица преку UN Woman, значи издействувавме да биде вклучена во еден проект за родово одговорно буџетирање, за да можат значи нивните добри резултати да бидат споделени и на национално ниво, значи со останатите општини во Република Македонија. Другиот бенефит, значи ова е бенефит за креаторите на политиката, затоа што ќе имаат транспарентен процес на креирање на политиките, ќе имаат политики кои што ја одразуваат потребата на граѓаните кои што им го дале мандатот да ги водат во значи за време во 4 години, доколку се време на значи на 4 години до времето на владење на одредена локална самоуправа или влада. И од друга страна па граѓаните, бенефитот на граѓаните, на жените и мажите е затоа што ќе бидат значи нивните приоритети вклучени и ќе бидат допрени сите оние прашања за кои што тие посакуваат да бидат реализирани. Тоа значи дека со обезбедувањето на буџетски средства, значи со вклучувањето на нивните приоритети во буџетот ќе бидат обезбедени буџетски средства и тоа значи вистинска реализација на потребите за кои што се залагаат граѓаните. Се надевам дека економските потреби, економското прашање ќе биде еден од приоритетите на граѓаните. Намалувањето на невработеноста, значи гледање колку допирање до оние проблеми кои што се и за жените и за мажите, се тоа ќе биде допрено и преку стратегијата и преку сите оние стратешки цели и активности